Ајде, здраво живо на сите. Психоманија денеска не дала убав ден. Се уште сончев, не се наоблачила за да заврне. Јас искочив по риба да одморам боженскима од главата. Па си реши вака еден лайв да направам, да се обратам до оној Горан Јармов. Дечкото најверојатно 90% е со така ретардација ментална изгледа. Па ми пишал коментар некој таму да ме потсетил за некое моје вработување у водовод. И затоа сум бил ја гневен на ВМРО, дека не ме вработиле у водовод. Па може и тоа да е, да ти кажем. Стварно. Пошто, пак ќе ти кажам, глупердо, малоумна, смрдлена, дволична. Јас за мојве 51 година, заради работа во партијата, во која што ти до вчера не си сакал ни да чуеш, за која што ти нели си ја бркал својата работа за да работиш, јас работев за партијата. Да. И на 51 година јас имам едвај 7 години стаж во телевизија Сонце. Додека ти и малоумници како тебе, ретардирани, ситно душни кои што се продаваат за ситно, например имаат по 30 и нешто години стаж. Од друга страна, да јас побарав од ВМРО, од овој Мајмунов што ја злоупотребува партијата, доколку победиме на локални избори во Скопје, како што победивме, пошто веќе имам 50 години и биолошкиот часовник си чука, значи сум остарел, не сум веќе толку млад и агилен, да ми искочи во пресред и да ми даде едно вработување како пензија нешто од медиумите во водовод. На што добив психо, нема проблем, ти ако победиме Скопје, ти си прв. Да, и победивме Скопје и го ставаат Пирински за директор, му кажувам на човекот, вика, не знам, ја како ќе каже председателот. И му кажувам на председателот, го подсетувам што кажал, и одговорот беше, психо, ти си јавна личност, да не јаделе гом на комуњарите, затоа ти ќе треба да почекаш едно 5, 6, 7 месеца, па после. А тогаш збореше дека на есен, пошто јас тоа го правев муабет, беше април месец негдека, март или април, пошто од февруари почнав да го бркам за да го подсетам за ветувањето, и пошто јас сум бил јавна личност, јаделе гом на комуњарите. Дека ако ме вработил у водовод, деме како сум почнал да работам во водовод. Сега, фино лепо, тогаш му кажав, за да не јадат гом на комуњарите, а ти вака ме лажеш, пошто 6-7 месеца ако чекам, тогаш ќе бидат избори, тогаш ќе ми кажеш, па не може сега пред избори, иако се знаеше дека немаше да има избори. И фино лепо му кажав, сега нема да имаат потреба комуњарите да јадат гомна, јас ќе ги изедам нивните гомна, а ти премиер нема да бидеш. Како јас што сум јавна личност, така си и ти. Ако јас не може да бидам вработен у водовод за да се пензионирам и за да направам стаж да имам за пензија, бидејќи целиот живот го потрошив за партијата, па ти нема да бидеш премиер. А и тоа што го имаш, ти го изгубиш како што дошло, така да се отиде. Така да, за Горан Јармов, толку, пошто човекот, како што ви кажав, е ментално ретардиран и
глуми интелигенција, си лечи некои најверојатно психолошки фрустрации на Фейсбуков, па би му кажал дека други институции се за тоа, а не Фейсбук. Поздрав до Бобан Јовановски, Комита, човек кој што ме знае цел живот. Значи, буквално цел живот уште од бивша Југославија. Тој може да збори за мене. А такви како Горан Јармов, што ме гледаат само вака на видео, можат со зелено джамче, како што он пишал во еден коментар негов. Сега, кога веќе го пуштив лајвот, да зборам, би сакал прво да ги коментирам тие статусите што ги објавив вчера и завчера и денеска не, ама вчера, за дека некој ќе биде поштен сега и ќе ги наградува ова комуњарите што до вчера вика ти си ВМРО-вец и ти не може да бидеш тука, иди жали се. Што ги брка од работа и што им вика, ако сакаш, жали се, па ако си управо ќе те вратиме. Сега тие истите денеска тој ги наградувал пошто они биле професионалци и вревносно си ја завршувале работата. Не дека дремат. Не дека ништо не работат. Не, он ги гледа и ги слуша дека оние сработиле не знам што. Пример, таа една што ја унапредува Орце, зборам за Орце, градоначалникот на Кисела Вода, таа во претходниот мандат, кога беше Филип Темелковски, работеше као наводно со невладини организации за да се реши проблемот со болницата за независности, поточно зависности, тие наркоманите кај што се. И таа бу објаснуваше на народот како она договарала не знам што, вамо, тамо, онамо. Виктор Петровски, узми мотку и работи. Па, најверојатно така ќе биде, брат, ама нема везе. И сега, да пројдам на овакво, да се вратам на муабетот. Додека таа со Венко Филипче и со Филип Темелковски као наводно бркаат да се дислоцираат наркоманите од Кисела Вода, да престанат нашите деца да се бодат на игли наркомански, тамо буквално таа кажуваше дека боли градоначалник од Филип Темелковски нема. Дека Орце бил криминалец и дека он никогаш немало да дојде на градоначалник да биде. Па не било така, пошто јас си кажував тогаш дека ако вака продолжат, дека Орце ќе си дојде градоначалник, пошто секако они другачи не знаеа да продолжат. И сега, кога доаѓа Орце градоначалник, не се остава на место. Арно, ама тие четворицата што беа избркани, само што влезе Филип Темелковски, градоначалник, пошто не им даде Билјана Беличанец решение за трајно вработување, него решение договор на дело, беа истиот ден избркани од работа. На што Орце тогаш на сите четворица им вети дека не да издржат, сега тоа изгубиле на избори, следните избори, дека он ќе биде кандидат и ќе победи, и ако победи, дека ќе ја исправи неправдата и дека ќе ги врати на работа. Од четворица, двајца врати. За другите двајца не ги врати, не можел, немало место, не било избрано на совет, не знам што и така натака. Дури за еден од нив кажуваше дека таткото на човекот нешто многу зборел, па затоа што он зборел, он тука нема да помогне. Малце срамота. Ама ја унапредува таа Ана. После тоа, оној има еден, вака фризура има како мојава, Маријан, човекот беше у ВМРО, па кога дојде Филип Темелковски беше со Филип Темелковски,
И тоа со Филип Темелковски контра сите овие што се од ВМРО. Дури ги малтретираше максимално. А човекот буквално толку што него бива, трава има колку овдека на Кеов, кај што ја фаќам риби моментално. Змијарници се по цела кисела вода. И кога ги праќа сезонските демек работници да работат, тогаш тие имале за задача да искоцат само 1 метро од асфалтот. А другата џунглата што со неа? Таа не е на општината. Таа треба џунгла да биде, змиите тамо да растат, оние 1 метро не може да пројде змијата. И тој е бил многу арен. И покрај тоа што ги малтретираше ВМРО-вците, што све правеше на партиска основа, зборам, пошто знаеше кои се ВМРО-вци, пошто си го смени местото, тој истиот остана да се биде и понатака раководител на истиот сектор. Ако не е и унапредено нешто повеќе. И сега, овие избркани, па сега јеби га, бе, судбина, сега еве мене нема да ме интересира политика, која чива партија е, нели до 16:30 сме у општина, општински службеници, а после 16:30 може кој што сака да прави, која сака партија да биде. Па, пријателju, ја само едно знам. Дека луѓето што се во партија, кои што работат за партијата, кои што работат за тебе, како човек, кои што работат за тебе ти да бидеш на функција, значи прв меѓу еднаквите, на врвот на пирамидата, значи и да не ти кажат, очекуваат дека за ти да можеш да ја оствариш таа твоја програма, која што си ја направил во соработка со тие надоле другите, очекуваат да ги вгнездиш. Значи да ги ставиш на место за да ти помогнат да ја реализираш програмата. А тие што биле против твојата програма, ја не знам по која логика и на кој тоа начин успеваш да им ја провериш професионалноста за да ги наградиш. Или на нашиве да им ја провериш професионалната за да ги казниш. Па дури и за да ги избркаш од работа. Еве, до сега немав ни еден статус, нити видео направено за Орце. Ова ми е прво. Затоа што за година и пол, колку што е моментално градоначалник, да асфалтира улици низ Црниче, низ Пржино, низ Драчево. Ама не е само тоа работа на градоначалникот. Дава компјутери по школи, ја дигитализира општината, вика, а во општината има во секоја трета канцеларија компјутер. Ама по школите давал компјутери. Вајда прво треба да си обезбедиш општината со компјутери, за да можат луѓето кои ќе дојдат да побараат било каква услуга од општината, таа да биде да можат полесно на компјутер да ги најдат податоци и све што им треба на луѓето. Пошто џабе ги описменуваш децата на компјутери која утре ден, кога ќе дојдат у општина нема компјутер, не може да им помогнат. Само малку. Да видите дека стварно фаќам риби, дека не се зеба. Од друга страна, имаше едно ветување што лично за мене се однесуваше, пошто јас ги организирав тогаш протестите за дислокација на болницата за зависници. Затоа што премногу зависници има тамо. Тој пред избори даде едно ветување за година дена од сега оваа болница ќе биде срушена и тука на ова место ќе има парк. Од тогаш, од кога кажа за година дена од сега, поминати се повеќе од година и пол.
Пошто еве го лето е. Сега веќе значи повеќе од година и пол. Болницата е се уште тамо, а што е најлошото, се уште има голем број наркомани кои што фрлаат шприцеви, игли, капачиња од метадон, кутивчиња, сегдека низ кисела вода. Се уште луѓето не се безбедни во околината на болницата, да може да пројдат од Сабајле за на работа или за у школа или за било каде, да некој од наркоманите не ги нападне или не ги провоцира. И да ќутиме за мир у куќа. Така ли? А од друга страна, кажува вчера во емисија кај Шарени едни, кај Зоки Фаци и кај овој Лазаров, кај нив иде во емисија, ама ете, психоманија не ќе ни да чуе за психоманија. За Инфомакс, веќе знаеме, во Инфомакс него пушта Мицковски да отиде, пошто за него Мицковски е најискрениот, најдобриот, не знам што човек, а демек многу луѓе не го знаат. Јас лично го знам Мицковски и лично мене, тој човек е искрен и не знам каков, лично мене ми има излажено 3 пути. Еднаш како га беше подсекретар, еднаш како га беше секретар и ова за водовод 3 пут. Каков искрен е тој? Трета работа, ќе победиме нели на изборите. Како? Не работи ни еден општински. Ќе чекаме народот нервоза да го фати и он заина да гласа против СДС. Ми пишуваат и во инбокс, не сум бил ВМРО-вец, пошто сум сменил партија. Еве сега ќе ви покажам дека сум ВМРО-вец. И дека се уште не сум сменил партија. Еве, ова е вака, новата книжка. Еве. Новата книжка. Еве датумот кога е реобновено членството. Значи, повторно сум се ажурирал, како што побарало раководството на такнато за да ја уништи партијата. Се додека има луѓе како мене во ВМРО ДПМН, не како Филип Петровски, како мене, значи кои што се во ВМРО ДПМН и се борат во ВМРО ДПМН, со сите тие натакнати кои што буквално не бркаат надвор, со сила, ВМРО ДПМН ќе постои како партија. А овие сега моменталниве, што се на власт во ВМРО ДПМН и во локалните самоуправи, они се променливи исто како претходните 2 раководства. Значи, они ќе се сменат, членството, ние луѓето ќе си останеме. Да, особено ќе останеме тие што сме честни, што не сме подкупливи и што не прифаќаме не знам ветувања, вака ќе биде, така ќе биде, ова ќе биде, она ќе биде. Лично, тие луѓе што лично мене ме знаат, многу добро знаат дека јас не сум од тие луѓе кои што може да бидат купени, кои што може да му се даде нешто за да заќути, да ќути на неправда. Не бе, брат, и милиони евра да ми даеш, да ме потрпаш со злато на неправдата, ќе и покажам со прст дека е неправда. Дека не е поштено, дека не е честно. Кој сакаш биди. Трета работа, што ми замеруваат, зашто јас сум зборел за тоа дека ги омаловажувале нашите членови, моменталните раководства. Па зашто да не кажувам? Тоа се решавало внатрепартиски. Каде внатрепартиски да се решава тоа? Во општинските кои што не работат? Во местните кои што се затворени? Кај што пајажина има гарант да се собере пајажината, 3 кила сигурно ќе се собере. За овие 7 години колку што не работат.
Тамо да се решава. А? Не се сите како мене да може да зборат. Има многу што се плашат, или вие што би реклете дека се плашат. Па ја да си ќутам да не ме земе за зубе, може би утре ќе ми помогне или така нешто. Не бе, тој ако не ти помогнал сега, никад нема да ти помогне бе. Не го интересираш. Не го занимаш, ти си еден обичен член, бројка на хартија, која што ете, која ќе дојдат избори, ти прави филм, ова е за Македонија. Ова е за партијата, за организацијата, брат. И ќе седне на столица и он ги унапредува после овие комуњари, што до вчера ги бркаат луѓето од работа. А сега кој ќе ги казнат нашите, им се смеат вака у фаца. И твоите те казнуваат. Мене ме унапредуваат, ама тебе те казнуваат. Тоа е една сатисфакција од ВМРО, ама не од ВМРО, него од тие што го прават тоа. Пошто тие очигледно, без разлика што од почеток се у ВМРО. Од почеток на живот зборам. Чим не поддржуваш, чим не веруваш во својот кадар, дека имаш луѓе спремни да ги заменат тие претходните. Затоа е политиката, не е само за градоначалникот да биде сменет, или премиерот, или министерот. Не, се менјава све. Затоа што во партија немаш само учени луѓе, имаш и неучени луѓе. Имаш луѓе кои што трпат за јадење затоа што се во партија. Тие луѓе, кој ќе им помогне ако не ти? Како што се менјава, во една прилика, не сум точно сигурен кој кажа, се менја, Заев кажа, Заев кажа, од портир, од чистач до министер све ќе смени. Така треба, тоа е политика. Која ќе се смени власта од чистач до министер, све надвор. И си ставиш свој кадар. Па која ќе се смени пак, која ќе те бутна тебе, повторно следниот што ќе дојде, све надвор, нови. А не да се ухлебуваат на државна цицка и ја ќе да земам решение и после никој ништо не ми може, кој го врти, до тогаш трчал у партија нешто, му кажеле отиди у партија, промувај се тамо 1-2-3 месеца и ќе ти даеме работа, ќе ти даеме решение, се промувал и после нигде го нема. И така ли треба? Од друга страна, јас сум бил проблемот, сум бил кривецот, зашто, ево вака сум зборал јавно. Па што ако зборам јавно? А? Да не зборам нешто лошо? Или за лошо да не зборам? А? Или ви зборам да се опасулите малце? Да си чукнете вака у глава? Што правите? Само вие ли сте? Овој чинел, оној не чинел. За Данела сега, па ваква кампања за Данела како што се прави, да ја правевте за Заев и за СДС до сега 5 години власт ќе бевме. Немаше уште да бидеме опозиција кој што чекаме на нас СДС да ни даде власт. Или да викаме, ние ќе правиме широка влада сега со СДС, ама без Дуи. Дуи биле проблемот. Нели, ама не сме го разбрале ние како треба. Он сосема друго кажал, ќе влегол у влада за да смени устав, ама не за да смени устав, него да смени устав што ќе важело од после. Кога ќе сме влегле во Унија. Абе какви? Ќе се ебе девојчето, ама ќе важи дека е невина, се до моментот додека земе прстен. Од кога ќе се омужи, од тогаш ќе се важи дека е изгубила невиност. Така? Со фуснода напишено доздола, мислам, нели? И тоа е арно, не сум разбрал ја како што треба, не било тоа така, ова било вака. Нели, како Грчев што викаше, го кажувал метафорички. А? И ова му е метафора на Мицковски? Прифаќајме широка влада, ама без Дуи, уствари не сме прифатиле влада.
Затоа биле разговор у 4 очи. За едниот, колку што е на едниот да, толку на другиот да биде не. Колку едниот што вика Мицковски ми кажа вака, толку Мицковски да вика не, ја не му кажав така, ја му кажа вака. Па Мицковски да каже таче ми рече вака и таче да искочи ма јок, не ми рекол он мене така, вака ми рекол. Затоа се тие разговари тета тет у 4 очи. Како бе може да правите лидерска средба или не знам каква средба зад грбот на народот? За кого правите вие влада? За народот или за странците? За кого правите вие влада? За глобалната сфера или за народот да му биде поарно? У нормални земји човек ќе се измочи, ќе направи поголема дупка у снегот, министерот прави поднесе оставка. Затоа што од морални причини. А кај нас, уствари кај нас и нема морал. Што беше тоа морал? Така си е. Нели, на нас судството не било криво, судиите биле криви, вакви биле, такви биле под влијание на власта. Па истите судии се и претходно. По 30 години се тие судии. Секогаш биле под влијание? Како така? За едни ќе важат, за други нема да важат. Ако ми се свиѓа пресудата, ќе важи. Ако не ми се свиѓа пресудата, не. Ова е партиски. Нели? Партиски беше буквално единствено само за луѓево што се затворени во затвор. За никој друг. Затоа што апла се гледаше, поготово кај Тошта. Кај Тошта во обвинението, во писанието зашто е он во затвор, пишува дека нигдека не се гледа дека он направил било што лошо. Но судијата така мислел и без разлика што не се гледало ништо, човекот доби 13 години затвор. И тоа е доказ за партиско судство. За да добие оваа сега да биде уставен судија. Истото она што го кажев на почетокот. Само тие неколку души од оголу ќе се прават на места вамо тамо за да кркаат кеш, а другите кој ги врти? Другите се обична бројка на хартија. Да ги нема нигде. Ако се буни многу, и од работа ќе биде избркан. Нели? Па мене не можете да ме избркате од работа, јас работам у телевизија Сонце. Каде што е газда американец, поточно македонец со американско државјанство, еден од побогатите луѓе во Америка. И кај него не може да влијаете со било што. Зато јас работам во телевизија Сонце и за мојве 51 година имам само 7 години стаж од тој човек. Што ме вработил и што ми искочил во пресред кога сум панкротирал комплет. Кога дел од луѓе што ме гледаат, поздрав до Давид Весков, што ме гледаат од што немав пари ми купуваат цигари. За сега некој си Горан Јармов тамо да јаде говна, не сум јадал јас вакво говна затоа што не ме вработиле у водовод. Смрдле едно. Мајмун. Или некој друг ќе пише, некој бил за боите свети, а друг за парите клети. Така е бе, се гледа кој е за боите свети, а кој е за парите клети. Се гледа вака, опипливо е. Например, оној свиња на дебела, Миленко, кај што само јас идев да го снимам и да правам медиумски притисок кога го апсеа, никој друг. И тој мајмунот ќе каже дека јас сум бил мањак. Гомно. И цитира еден стих само од моја песна, Манијаци, која се вика, од времето 94 година. Ако му ја пишев целата строфа, се упрпа типот, го избриша коментарот и го ме блокираше во Твитер групата, не Твитер, Телеграм групата,
за да не може да му ги разбива млагите. Као што лажеше за дизелицата што требала да стаса од Бугарија, за да го руши споменикот на Александар. Па луѓе кои што му верува и скача на плоштад. После тоа лаеше телевизија Сонце била на продажба. И кога искочија некои луѓе да каже дека он зима 1500 евра од Мицковски секој месец, не, он не зимал 1500 евра, пошто он за 1500 евра не работа. Свиња дебела, он поише пари зимал. И јас сум бил продаден, затоа што јадам гомна, пошто не сум бил вработен у водовод, а он не е продаден. Он е патриот. Он е во мровчиште. Пошто поише од 1500 евра зимал месечно. Така? И после ќе се најдат куртони тука на Фейсбуков и ќе ми јадат говна. Како јас сум бил продан, јас сум бил четник, па четник сум бе, србин сум, нормално е да сум четник. Мене ми е гордост да сум четник. И четник, и черапари, све. Нашле оние баш удбаши, што се да ми пишуваат, јас сум бил удбаш. Па да бе, и удбаш сум, па што? А? Ако не сум удбаш, како ќе ви ги дознавам работите? И на комуњарите, и на овие натакнативе. Друго што уште имаш, да, сум бил, тоа јас го искомпонирав, пошто за едни сум српска служба, за други бугарска, за трети работам за грчки интереси и го искомпонирав така у една етикета да биде, полично да биде. Јас сум српска инсталација на бугарски служби што работи за грчки интереси, а платен од албанска мафија. Стоко ретардирана, малоумна, ситнодушна. Она што јас го можам и што јас го знам и она искуство што јас го имам, може да го кажат луѓето од Битола. Они се баш сведоци на тоа како изгледа да се одработи и да се смени резултатот од анкетите. На последните локални избори јас работев во Битола. Едно да известувам од Инфомакс и втора работа нормално како член на партијата да направам да победи кандидатот на ВМРО-ДПМ. Они знаат и што работев и како работев и колку работев. Така да, ме прашуваат во инбокс што сум правил. Видео си правам. И сега, јас сум тој што ја сменил страната, нели? Да бе, не сум од десната страна на Вардар, од левата страна на Вардар си фаќам риби. Пошто сонцето поубаво вака од тука ми иде за да можем вака видеово да си го направам. И оба. Јако во женски риби ќе фаќав, ама ете ми тргна муаветов. За да ви оправам криви дрини за глуперди грибаторски, што мисла дека ако мене ме вреѓаат или било што за мене ако прават, дека на тој начин му се улижувале на Мицковски. Че видам кој е тој мајмун што ми пиша нешто за Вучич и кај Вучич. Поздрав Касап од Малта. Намести шишката. Па штета, шишките не можам да ги наместам, многу јако е сонцето, брат. А чешел не си понесов. Кај е тој што ми го спомна Вучич, бе? Нека го пише уште еднаш ка коментарот за да му одговорам. Те сум го гледал Вучич нешто, така пишуваше, не успеав да проверам, да видам. Секунда една, само да си земам мамет.
Си фаќам на француско лепче, иначе. Француско е не затоа што е од оние долгнавестине лепчиња, туку ова е специјално некое хемиско лепче што подолго стои на јадица. Ево, Измија ми пише поздрав и до тебе и до Ротердам. Не можам да не се нервирам со ретардирани мисли, затоа што тие ретардираните мисли што имаат ретардирани мисли ми се тука околу мене. И на никој не му стиска да дојде улица да ми го каже тоа што има да ми го каже. Иначе, тоа што сакав да ви кажем, од AliExpress си купив силиконски црви. Така да планирам сега да сменам уште малце удица, да ставам малце поголема и да ставам од овие силиконскиве црви. И тоа се мислам дали црвено или жуто да ставам. Така да, еве и на Вибер ми пишуваат. Ама како и да е. Значи, буквално, ако ова не ви е јасно, не знам што друго би ви било појасно. Вчера објавив коментар Ферман Чаршев, како Груевски, онака подугачок, за тоа што тоа беше коментар за стварно мој пријател, почитуван, значи стварно го почитувам, не е иронично, него го почитувам Роберт од Карпуш, глумецот, затоа што се знаеме многу долги години. И затоа и он ми пиша тамо, не беше сигурен дали е иронично или не, па му објаснував дека не е иронично. Он напиша тамо дека многумина од овие левица, десница, Дом, Павле Трајанов барале гласачите на ВМРО да гласат за нив. Па добро. Секој може да бара. Ама некој може и да добие за тоа што па овие од ВМРО да помане од раководството не прават ништо. Тоа им се случи на СДС, кога левица со гласовите на СДС, со симпатизерите и членовите на СДС, добија 20 пратеници собрани. Со ваквите постапки левица ќе добие сега 10 пратеника. Може не 10, ама еве да кажеме 10. Затоа што сега за нив ќе гласат и незадоволните од СДС и незадоволните од ВМРО. Зборам за симпатизери, за член тешко дека ќе гласат. Член може да отиде и да ми отвори главата на овие од раководството, доколку стварно направат коалиција со СДС. Не е шала, не е играчка. Затоа што има луѓе како мене што јадат говна, ама има и луѓе што не многу зборат. Ама за таква работа, за душманот, со душманот да се прави коалиција, со оној што ме понижил, што оној што цел живот ми го вади лебот од уста, душата низ нос што ми ја вади да направам коалиција, па зашто сум член на ВМРО? За да ме гледаш како бројка? За да си правиш ти коалиција со Таче? Или Таче, потачно СДС, јадат рици, во град Скопје било коалиција Данела и ВМРО, пошто ВМРО ја поддржа, а ВМРО вика, они биле у коалиција со СДС. А доаѓа Данела и вика, треба да се купат за ЈСП 50 нови еколошки автобуси, тоа е според програмата за модерно Скопје, за да не јадете трици дека јас нешто местам, еве Советот нека го избере и тендерот, и набавувачот, и доставувачот. Пари има за 50 автобуси. И што прават? Сите гласаат за тоа, ВМРО и СДС, советниците, не гласаат. Андонова, ова Марија, не гласа. Не, јас сум добил задача за Андонова да зборам. Затоа што она до декември месец цело време искачеше на говорница и мафта вака, ова е модерно Скопје, програмата со која што победи Данела, дрн,
а толку плитка у главата да не знае дека и она победила со истата таа програма. Па ако не ја прави, да не ла праја ти. Истата програма ти е. И да ја направи, да не ла мора да влезе у овако. У Совет. И пак вие мора да гласате. Значи, ако неќе да нела, пушти ја тиве. И сега доаѓа декември месец, чак буџет на град Скопје и си гласаат како попчиња за буџетот. Каков и да е, они гласаа за. Зашто гласаа за? За да не може да има предвремени избори за советници. Пошто им е фувка дека народот видел кој у која дупка прди, да кажам. Па им беше страв дека нема да добија толку гласа. И затоа си го изгласаа буџетот. И пројде годината и сега прават повторно обструкции. Сопки прават сами на себе. То само идиот може да го направи. Пак ќе кажем, од друга страна, значи, овој начин на работа, да го употребуваат у собрание, до сега 100 пути ќе беа власт. А покрај нив и членството ќе беше на власт. И ќе можеа тие што не се толку умешни и снаодливи, да имаат корка леп, да не бидат социјални случаи, да не ги бркаат од работа, да не се цело време со наведната глава, туку да бидат горди, да се исправат. Затоа што водачот е огледало на народот. И јас сум ви бил проблемот што многу сум зборал. Нели? Како да ви кажем, овдека во коментари имам подршка еден куп, ама подршката е цело време од луѓе кои што лично ме познаваат. Кои што лично знаат буквално што све сум правил и што све сум направил. А не ова говедава да ми кажува дека сум бил шпион, не знам. Дури телефон ми звони. Значи, ја не знам како да ви објаснам. Јас се нервирам и све, да. Ама вака ако ми звоните на телефон, што да не ме смирите можете. Не можете, бе, брат, тоа е. Може да ме смири ако нешто тргне од мртва точка, а да тргне од мртва точка треба да се смени оној мајмунон што ја злоупотребува позицијата. Пред избори само јас јавно вака зборев и кажував дека јас лично ќе гласам само за членови на ВМРО ДПМН. Што се кандидати за градоначалници. А за независните да си гласат независните. Зборам за периодот кога цело членство бараше Коце Трајановски да биде кандидат. Бараше Коце Трајановски да биде кандидат на ВМРО. А Мицковски до последно ја криеше Данела. И искочи и викаше, јас гарантирам дека жената ќе биде хардкор. И стварно жената е хардкор. И ги утепа. И едните и другите. И сега кога е хардкор, не чини, пошто не му дозволува он да краде. Така ли? Джоко, точно, јас се согласувам 100% со тебе. Да не беше Груевски, уште ќе јавеа на Магариња. Нема ни на Магариња да јаваа, бе, ќе идеа во гумени опанци од планина симнати со кал до колена. Селјачана. За сега да кажуваат Груевски направил грешка за тоа што избегал. Мајката, што требаше да остане тука да умре за сите да го... Леле, убав беше човекот, добар беше човекот, ама го утепа, умре, дрн. Мајката.
Не бе, човекот си отиде да си спаси жива глава. И да може од таму да управува тука. И камо среќа да најде една екипа преку која што ќе управува тука. За да може ова ретардирање да ги малце од малце опре. Ја многу сум го бранел Стефче, многу сум ја бранел Данела, не знам што, не знам кого уште све јас сум бранел, сум бил адвокат. Зашто? Затоа што јас у моите коментари му пишем онака како што е, дека црното е црно, белото бело. Еве го Вучиц, чекај, чек. Подршка Боров за Вучич. Ти пишев дека кај него у партија ти ќе беше на некое српско министерство. Како да не бе, брат? Сашо, јас и тука Груевски која беше бев до Груевски, исто вака. Јас тоа што го имам да го кажам, јас го кажувам. Без разлика кој е. И не прифаќам да бидам марионета, да бидам министер, да бидам пратеник, да бидам било што. Не. Јас сакам да сум си со народот. Народот да го гледам и народот да ме гледа. Така многу е полесно да се сработи државата. Така е многу полесно да се управува со државата. А ако бидам министер, што? Ќе бидам, јас сум министер, бе, ти кој си? Нели? Ќе се возам со службено, имам шофер. Ме вози шоферот. Така, имам обезбедување, ако е некој друго министерство. Додуше обезбедување сега имаат и некои други што и не се министри. Глумат некои мафијаши нешто. Па се шетаат со коли со обезбедување, со џанаци некои. Стока селјачка, не живеана. И така да не е работа, не е се во функцијата, не е се во парите, бе. Има многу повеќе во образот. Има многу повеќе во општото добро. Сето ова што го зборам не е нити за пари, нити за функција. Немам каде функција да земам. А пари само Џорџ ми дава. И мечка, чат-пат, хонорар што ми плаќа. Абе, ќе видевме и автобуси и возови да не беше Груевски, ама оние од Дедо Ное. Оние германците што ги оставиле 41. Така да, стварно, веќе не знам што да ви кажам. Ми бегаат мислите, премногу сум наапан. Зашто ви зборев за функциите и за народот, за управувањето со државата. Мене, како што ви кажав, ме плаќа Џорџ и чат-пат мечка ми дава хонорар за тоа што во Инфомакс сум хонорарец. За да можем да обстојам од први до први. И толку. А тоа се многу пари. Минималец у телевизија Сонце и минималец во Инфомакс. И јас со тие пари сум се продал, нели? Истиот сум и предходно. И пред Инфомакс да се формира. И тогаш погледнете кај мене на Фејсбукот. Ви објавувам и пред 10 години што сум правил, и пред 5 години што сум правил. Ван Хојте кога беше во Македонија, кога почна све со шарените, и со СДС и со буткањето на ВМРО, тогаш уште не постоеше Инфомакс. Тогаш искача сам пред собрание и ви пишував дека Ван Хојте е само градинар кој што е од Белгија. Дојден кај Шекеринската и го направи дворот.
И на нејзе истекнува, пошто со Шекеринска сум школски, знам што мисли. Заедно сме растеле 8 години. И она го зима него као европски дипломата е бил он. Овака, онака, од Белгија е типот. И он ќе ми бил олеснувач, не знам што во преговорите со ВМРО. И искача типот вика, ако не се прифатат предложите на СДС, ќе дестабилизирам државата. Му ебем гс мајчин педерски. Тогаш искочив, протестирав сам. Барав Ван Хојте да биде избркан од државата, затоа што лично мене ми се заканил дека ќе го дестабилизира мојот 2 милионити дел од државата. Во тој 2 милионити дел од државата ми живеат децата, ми живеат пријателите, ми живеат комшиите. И подршка добив од 100 луѓе у тоа време, на кој што исто така пред собрание им објаснував дека секој сам за својот 2 милионити дел треба да протестира. Не јас да им бидам водач. Затоа што морално јас не смеам да бидам водач во Македонија. Затоа што, пак ќе ви повторам по 100 милионити пат, јас сум Србин. И не е нити фер, нити људски да бидам како албанциве што се они да управуваат со државата. Или како што сакаат бугариве да прават. Не. Јас тука сум малцинство. И сето што го правам за државата е одолжување кон државата. Затоа што дишам воздух. Не мора поише. Не мора затоа што ја пијам водата. Не мора затоа што го јадам лебот. Затоа јас не можам да бидам водач, ама можам да бидам прв до водачот. Водач мора да биде македонец за да тргне Македонија како држава. Ама македонец. Не комунист. Македонец, не Влав, не Торбеш. Него македонец. Само тогаш државата ќе биде држава без разлика колку е мала. И Швајцарија е малце поголема од Македонија, ама енеја никој не ја чачка. А 3 ентитета биле у НЗБ. Француски, германски, италијански, нели па за тоа било така, мултиетничка. Не, него, таму пробај на народот да му кажеш нешто. Нека проба власта на народот да му направи нешто лошо. Таа власт за 24 сата паѓа у моментот. Затоа што на улица нема да искочат полицајците против народот. Него со се народот искачат и полицајците. За да се смени власта и да дојде власт што ќе работи за народот. Така да, ја не знам уште што друго да ви кажам. Саше, не сум македонец поголем од етничките македонци. Не, јас сум Србин. Мене така ме учеле дома, дека јас морам да си ја бранам државата каде што живеам. Србија си е Србија, таа ми е матична држава. Татковина, дедовина. Живеам во Македонија, морам исто како за Србија, така и за Македонија да се борам. Па ако јас се борам вака за Македонија, замисли што би било у Србија да сум. А не да ми кажуваат овдека се иселувале. Колку се иселувале, а колку се враќаат назад? Зашто никој не каже колку се враќаат назад? Кажуваат само успешни приказни, од 100 луѓе, 5 луѓе се снашле и они само тие 5 луѓе ги кажуваат. А оние 95, 80 се вратиле, 15 немаат пари ни да се вратат. Клошарат у Зенина. И се иселувале мозоци, не знам што. Ке си правиме басми на Бајрам на паметот, ние сме глупи, не гледаме. Или, абе, сега некој ќе проверuje тамо дали е вистина тоа што сум го кажал дека се иселуваат луѓе. Сигурно секој кај него дома
во мало има најмалци 3/4 што се иселиле. Па ќе верува на приказната дека се иселуваат луѓето. И јас имам најмалце умало 4 што се отидени надвор. Во последнава година дена. Ама имам 12 души што се вратиле во последнава година дена. Што се вратиле од Малта, од Германија, од Франција, од Чешка. И ќе ми кажуваат некои други тамо, младите бегале за тоа што немало систем тука, па што не се борат да има систем. Најлесно да се избега. Така да морам да одам. Ништо не ги пробав црвите. Фала што ме гледавте, барем колку толку си испуца вака сам. Тука по риба, не фатив ни едно рибче, ама и не е битно што. Барем со вас си направив муавет. Поточно сам со себе и ви пренесов на вас да видите колку сум и изреволтиран и нервозен, затоа што за све што се случува во државата, виновник е исклучиво само народот. Само народот, никој друг. Ни партија, ни власт, ни опозиција, ни систем, ни мистем, ни странски служби, никој. Народот е крив. Кога народот ќе сака да биде горд, тогаш све ќе се смени. А се трудам и ќе се трудам и понатака народот да биде горд. Фала што ме гледавте, да е жива и здрава Македонија. Пријатно.